Деновиве се уклучи црвениот аларм кога станува збор за најавите за покачување на цените на прехранбените производи. Секако тоа се должи на зголемувањето на цените на енергенсите, ковид кризата и недостатокот на работна сила, но секако овој бран на поскапување нема да ја заокружи и нашата држава. Реагираат и од Организацијата на потрошувачи од Македонија, од каде велат дека бараат да бидат вклучени во креирањето политики за решавањето на овој проблем, односно да се спречи енормен раст на прехранбените производи. На оваа тема во продолжение ќе разговараме со Маријана Лончар-Велкова од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Маријана, добро утро. Добро утро. Ви благодарам за вклучувањето. Според проценките на аналитичарите, до крајот на годината се очекува некои од прехранбените производи да бидат поскапени и до 50%. Премиерот Зоран Заев најави дека нивните проценки се малку претерани и најави дека владата ќе преземе низа мерки со кои што ќе се обидат да го контролираат наглиот раст на покачување на цените на прехранбените производи. Знаеме дека секое покачување, па и ова ќе го оптерети буџетот на оние најпогодените, односно најсиромашните во државата и наранливите категории во земјата, чии буџет и онака е тенок, со оваквите најави дополнително би се доистенчил. Како вие како организација се залагате за заштита на потрошувачите, потрошувачките права? Како гледате на целата оваа ситуација? Ние сме загрижени за ситуацијата заради тоа што веќе видовме сите дека се вклучи Сојузот на Стопанската комора на Македонија, меѓутоа се вклучи премиерот Заев кој што даде таква изјава, вие кажавте на тоа добро, до негде утешителна неговата изјава, меѓутоа сепак ние како организација на потрошувачи во оваа ситуација кога имаме веќе пораст 5 до 10% на цените, не можеме да останеме во мирување, односно мора да реагираме заради тоа што сме заплашени дека навистина и 5 до 10% покачување на цените представува товар за граѓаните и сметаме дека она што се најавува, значи се најави од премиерот дека енергенсите веруваат, односно дека електричната енергија нема да се качува за домаќинствата, меѓутоа сепак мора да бидеме вклучени во сите дискусии во поглед на цените. Баравме да се утврдат критериуми за ограничување на цените на потрошувачите и поддршката на бизнис секторот, меѓутоа без нас тоа нема да може на тој начин да се прави. Значи ние како представници на организација и представници на потрошувачите во нашата држава мораме да бидеме вклучени. Заради тоа што сме свесни дека не може така лесно да се избегнат и да се сопрат цените, порастот на цените, кога ќе почне светската спирала да се одмотува, нели? И затоа е нашиот апел до бизнис заедницата, до владата, да се погрижат за ограничување на цените, барем на основните прехранбени производи. Тоа се маслото за јадење, лебот, брашното, млекото, шеќерот, солта и така натаму, да не набројувам, кај кои што се осетно се види дека се покачуваат цените. Ова го имавме во 2008 година, кога наместо покачувањето на цените не се отстапуваше од маржите, беа високи. И сега во Србија колегите утврдуваат дека се повисоки маржите дури на српски производи него во Србија него во Црна Гора. Значи ние баравме фактички да се најдат модалитетите, да не се покачуваат маржите, да се влијае со интервентен вуз каде што е потребно, да се направи, да се видат сите мерки кои што може да придонесат кон непокачување на цените барем на основните прехранбени производи. Тоа го успеавме во пандемијата кога реагиравме за лимонот, за овие што се лимонот, помаранџите и слично кои што беа потребни, тогаш се задржаа цените, зашто сега еве реагира комората дека биле тогаш замрзнати. Сакам да кажам, имаме такви случувања. Најавивте дека очекувате да бидете вклучени во целиот овој процес. Меѓутоа, синоќа вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бити ќе оствари средба со представници од бизнис заедницата во која секако не ве вклучија вас. Ќе инсистирате ли на средба? Па инсистираме, еве јавно го повикуваме да не вклучи во таквите средби, затоа што тоа не е прв пат и порано сме биле вклучувани, секако дека можеме да придонесеме, значи со нашите укажувања на одредени области каде што може да се делува и особено да не ги погоди цените, значи покачувањето на цените со таков еден енормен пораст сиромашните граѓани кои до сега се погодени, нели?
а кај нас голема група на луѓе припаѓаат во ова сиромашна, се третираат како сиромашни граѓани. Ставно и не знаете со оваа ситуација денес каде ќе завршите, дали и вие и јас и сите ние ќе завршиме како сиромашни граѓани, за ако вакво нешто ни се случи, значи ако се поттикне покачувањето на 40% на цените на прехранбените производи. Така, владата најави дека планира со низа мерки да интервенира во овој случај, односно да ги коригира, односно да го стопира енормниот раст на цените. Иако најавите се дека ценовниот шок се очекува околу Нова година, и истиот нема да не заобиколи и нас и цените на лебот, брашното, маслото, млекото, месото. Што предлагате вие како насока за заштита на животниот стандард на граѓаните? Ние би предложиле ова што го кажуваат сега да издржат во таквите мерки, во таквите насоки како влада, и дека навистина треба да се слушне гласот на граѓаните. Кај нас секојдневно се јавуваат граѓани кои што укажуваат на тоа како е поскапено и колку се поскапени производите. Сигурно таквиот притисок и кај нас ќе се зголеми и повторно бараме да не останеме на маргините како организација на потрожувачи и да бидеме вклучени понатаму во нивните дискусии за да можеме повратно и ние да ги информираме граѓаните што се случува и како се случува и кои методи ќе бидат применети за да се стопира порастот на цените. Ако најавите се дека ценовниот шок не очекува некаде околу Нова година, меѓувреме го ситниме месец октомври, паралелно државата е во кампања за локални избори. Колкава е итноста од преземање на вакви мерки? Сметам дека итноста е голема, дека изборните процеси немаат поврзаност толку со, барем не за нас како потрошувачи, нели? Немаат поврзаност со стопирање на било какви мерки да се преземат оваа ситуација и меѓутоа сепак премиерот убедува дека нема да има пораст на цените. Да, може нема да има пораст на цените овој месец до декември, до ноември, крај на ноември, меѓутоа не очекуваме дека нема да има пораст на цените понатака, ако веќе сме соочени со до 10% пораст на цените и во овој момент. Вие гледате колку се на цените. Страшно, кои што секојдневно ги употребуваме во домаќинството. Значи, барем да се стопира производи кои што секојдневно ги употребуваме кај нас во домаќинството. Маријана, покрај замрзнување на цените на прехранбените производи, имаме ли на располагање некои други мерки во оваа насока кои што може да се искористат? Сигурно имаме, можеме да видиме дали маржите се преголеми кај големите трговски ланци и да видиме дали оните нешто може да преземат и да придонесат кон тоа. Веќе се утврдува во одредени земји дека се поголеми. Дали да внимаваме, дали например за сметка на цената да излезе дека не е покачена цената, ќе се намалува грамажата на некои производи. Сега имаме нели маслото за јадење не е 1 литар, туку е 750 грама, така. Или многу други производи ги намалија, значи се намалени грамажата, се намалува грамажата, тоа треба да внимаваме, тоа всушност покачување на цената. Индиректно, меѓутоа за нас како потрошувачи директно се чувствува тоа во секојдневието. Со интервентен увоз секако, знаеме дека и тоа помага, меѓутоа секако да се внимава на непокачувањето на цената на енергенсите и на тој начин таму не навлегуваме во таа политика, меѓутоа сметаме дека еве некои добри најави се јавија вчера дека ќе има во тој поглед нема да има такво покачување. Значи да се следи случат во разговорите. Така, иако поскапувањето на прехранбените производи се најавува и се смета за универзално по оној ценовен шок на енергенсите и горивата, кои што и како го предизвикуваат и овој раст на цените на прехранбените производи, сепак не можеме да се согласиме дека стандардот во европските земји во нашата држава е ист. Да. Тоа уште еднаш мора да се нагласи дека стандардот ни е поинаков, дека тие треба многу полесно ќе го поднесат тој ценовен шок ке ништо ке се јави, отколку нашиот граѓани, значи онака е осиромашен и онака со пандемијата, значи која удри по џебот на граѓаните и заради тоа што имавме проблем, знаете, со отплата на кредитите, на долговите на граѓаните, па се интервенираше и на тој начин да се во одредени, значи, месеци со интервентна мерка да се да замрзнат отплатата на каматите на кредитите.
на ратите и тоа е една од мерките што се презема. Меѓутоа, кај нас некако тоа сметам дека ќе има многу поголемо влијание отколку во другите земји, во земјите на Европската унија. И затоа кај нас треба алармот уште од сега да се вклучи, да се види на кој начин би можело да заштитиме граѓаните. Така. Маријана, ти благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Секако ние остануваме во контакт и понатаму да ја следиме состојбата кога во прашање поскапувањето на цените на основните прехранбени производи и со тоа нарушувањето на животниот стандард на дел од граѓаните во државата. Секако ќе следиме денеска да видиме што ќе биде соопштението кое што се најавува по вчерашната средба помеѓу вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики со представници од бизнис заедницата на која, како што беше најавено, се разговарало токму на оваа проблематика. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам вам многу.